Добро, Маја, знаеш ли ти што чита синке ако јас не можам да знам? Зошто? Како зошто? Гледај што најдов во неговата училишна чанта. Аха, значи како ти ја проверуваш чантата на Илчо, тоа е недоверба. Таткото треба да верува во својот син секогаш. Не, тоа не доверба, мајка. Јас барав фломастер. Фломастерче едно мало да решавам крстозбор. Еве крстозбор, гледаш, да решавам. Бидејќи немаше никаде фломастерче едно мало, барав секаде и морав да бркнем во неговата училишна чанта. Така, најдов фломастерче, ама најдов и стрипови. Добро, што се лутиш кога и ти самиот ги читаш тие Добро, стрипови? читам, не велам дека не читам. Ги читаш и тоа ги дрпнуваш пред детето и да ги види. Добро, пред да ги види, ама не е во тоа проблемот. Не само што не знаете што чита, туку не знаете и што пишува наместо да пишува домашни задачи, видите какви цитати испрепишал од разноразни книги. Како да се воспитуваат родителите? Јасно ли ви е? Како да се воспитуваат родителите? Јас разбирам како да се воспитуваат децата, ама никако не разбирам како треба да се воспитуваат родителите. Во тоа е проблемот. Нема тука никаков проблем, точно. Еве детево си чита и кримиши, си чита стрипови, чита вакви научни работи. Важно е дека чита, Васко. Чита, ама не е во тоа, слушај, не разбираш, мајка. Ево, слушај го само. Воспитувањето на родителите е комплексен проблем. И така натаму, и така натаму. И треба да започне уште од своите корени, од фамилијата, во нашиот случај од семејството. Ова овде се уште може и некако да биде јасно, нели? Понатаму, родителите треба да се адаптираат кон инверзната и ретроградна едукација на своите деца без никакви предрасуди и така натаму, и така натаму. Маја, слушаш ли? Слушам. И да слушаш. Слуша. А кажи ти што сакаш да кажеш со Што сакам да кажам? Ќе чуеш. Таа е мајка, нели? И треба да им се обратува на своите деца и инверзно и ретроградно. И да ги воспитува до крај, како мајка. А таткото, ти како татко, што ќе правиш ти? Јас ќе решам крстот. Ајде, луѓе, не кревајте паники за се и се што. Па секогаш имате таква литература. Ја наоѓав и јас во чантата на Маја додека беше ученичка. Мамо, навистина? Па се разбира. А ние родителите и покрај тоа ги воспитуваме децата и со тие книги, и без нив, и вака и така. Кој како уме, кој како може. Ај ти, тато, што се чудиш? Не знаеш дека Илчо чита некаков зиги-миги там, не знам, Фројд, и вика, вели дека не во вашата свест, туку во твојата подсвест и во подсвеста на мама се наоѓало главното за нашето воспитување. Ајде, од каде го знаеш ти овде? Па јас ги гледам. Што гледаш? Тие страшните слики што се таму, а тоа биле соновите на родителите. Ја. Браво. Но, добро, каде ви е Илчо и тој да ме разјасни нешто? Отиде во училиште. Во училиште, много. Денеска донесе другар нагости. Нека ми донесе. Неговото училиште одржува културна и спортска соработка со едно училиште од Охрид, Климент Охридски. Па така да денеска донесе другар на спиење. Како на спиење? Завиди, вие сите знаете, само јас не знам, нели? Затоа така сте се дотерале на кинџурено, нели? Па, одлично! Зошто мене никој не ме прашува? До година Илчо ќе оди кај него во Охрид на гости. Не е во тоа проблемот! Проблемот е зашто мене никој овде не ме консултира. Ајде, Васко, па не мора сега детето и за тоа да те консултира. Голем е, па може да си донесе другари на ноќевање. Место колку за тоа имаме. Имајте си, вие сместете го нека спие, ама да знаете, вие тој ваш Илчо многу почнавте да ми го галите. Само да знаете, нема да излезе на добро. Слушайте ми го зборот. Знаете ли што му се случи на соседот Златко? Неговиот слобе што му направи? Му донесе снајка на врата. Па што? Како па што? Му ја донесе без знаева и без предупредување,
Наврата, уба, тато, јас се женам и точка. Иако тој е постар, многу постар од Илчо и лани дипломира на архитектура. Ама знаете каква е снајката? Злато ви. Убо, Злато игра некој модерен балет и по цел ден се треска со флешденс. Васко сега кажи, каква врска има тоа со се ова? Има врска! Знаеш ли каде тренира флешденс? На сред дневна соба. А бидејќи е тесно, сите ги натерала да одат на терасата. Немојте и вие да летате на терасата. Тато, бате доаѓа со девојка. Што? Не знам која не моја другарка. Аман бре, ние за волкот со сна наврата. Ајде, Васко, каква Ти ајде. Добар ден. Добар ден, цоли синко. Добре дојде. А ова е Билјана од Охрид. Е, убаво ќе си одиме во Охрид на одмор. Мило ми е. Татко ми, Баско. Еве скромен подарок од Охрид. Повелете. О, благодарам, Снајче. Ова е мајка ти, а? Да, јас сум Маја. Аха, па Дилчо си имал млади родители? Васко, Што, па како си, Снајче? Па добро сум, фала. Јас сум еве бабата на Илча. Баба, добро се држите. Внуката. А момичево? Јас сум Тања. Сестра ми. О, шубо момиче имате. Гледаш, Билјана, ова е еден комплетен фамилијарен дочек. Со голема радост те чекаме. Да, Сега, ние повеќе седни. физички и психички се припремавме за оваа ситуација. Многу фала. Јас многу го љубам Скопје. Шум ќе студирам, ќе дојдам тука. Како? Шум ќе студирам, ќе дојдам тука. Ќе дојдеш, нема да останеш? Па сега останувам на кратко. Како на кратко, Снајче? Дилчо, татко ти многу интересен, ама не го разбирам ова Снајче што му значи. Понекогаш и јас не го разбирам. Работата е во тоа, Васко, тешко памети и миња па греши. Ама Дилчо мене не ме представи ко Снајче. Па така де тој ќе врзи едно во главата и тоа му и заделник и за празник. па како сте Билјана? Па добро, добро. Како е времето во Охрид? Убо, тетка Маја, убо. Ама и убаво име си имаш. Да, типично охридско име. Убо име, убо моме. Убо срце, убо име, избор на убо дејче на син на татко, нели? Аман, бре, Син и пол, нема проблем. Ке си одиме на одмор во Охрид, леле, они моите ќе умрат од мака кој ќе им кажам. Како јас многу го сакам, мислам, Охрид, како Скопје го сакам. Зашто како дете се научив таму да пливам. Сакаш нешто, Снајче? Билјана. Билјана, мислам. Еве вака ќе почнеме како што е редот со сладко, имаме убаво сладко од уње. Па можете, добро. Нови. Родителите твои, што работат? Се работат? Ами, татко ми е дизајнер во Отекс, а мајка ми е службеничка исто во Отекс. Одлично, значи ќе можеме да добиеме убај кеви. Ами ако требите, јас ќе му кажам. Одлично. Случајно се случи. Ајде, не ми кажуваш ти мене. Убаво дојдеш да уридам Ќе ли се утиш? и за тоа после. Многу би е убо сладкова. Ова, имате чамец? Мислам, или е дрилица таму во Охрид? Ами имаме едно кајче, тата и бата со не водат да фашат риби на езерото. Па одлично, јас сум рибар, ќе се разбереме. Па сега јас треба да се јавам дома дека сум пристигнала, ако може да се послужам со телефонот. Ами како не знај, че сум јави. Поделе. Ало, мамо, ти си? Јас, стигнавме. Добро. Утре се враќаме по ручек. Се сместив. Аха, ќе ги поздравам. Добро. Ајде, пријатно. Ме поздравуваат мајка ми и татко. Благодарам. Ова, леле ми падна камен од срце. А што ви падна, чичко вас? Мислам вака, убаво. Тато, нешто си ми чуден. Добро ти е? Кој што... Снајче, во што ќе се надпреварувате вие? Во ракомет. Јас сум капитен. Таа е голман. Јас тренирам ракомет. Така И Тања е голман. Па значи утре ќе дојдеш на надпревара?
Ќе дојдам и јас. Можете. Знајче да нема таму и некој надпревар во аеробик? Нема тушче, тоа е нова дисциплина. Ќе има. Јас, има. ако има, ќе знам кој е победникот. Тој мисли на мене. Јас пак ќе погодам кој е во што си ти прв. Во што? Ти си шампион во зборување. Тато те бара инкасанто. На здравје, сега сум готов. Ајде пари. А ние, ајде полека да се готвиме да легнеме да спиеме. Не требите, ако не легнувате долу. Не. Спиењето е најдобар лек за заморот, а ти си изморена. Ајде, да... Ма не требит, баба Ана. Не, баба, она се вика мајка. Мајка. Ајде, бре, не се уморува овој човек да ми ги кине живција. Слушај, Чедо, ти треба добро да се одмориш, зашто утре те чека надпревар, друго е твоево. Да, а мене ме чека да ги ставам овие пари овде, зашто ме чека утре друг инкасант. И ќе ги ставам овде, на лесно место. Ајде така. И Билјана го одбрани пеналот. Право да ви кажам, себе веќе уплашила. Надпреварот заврши и резултатот нерешен. И? Сега ќе даваат пенали, ми вели Тања. И, мајка? И едно девојче од екипата на Билјана застана, ја зеде топката, шут, гол! Браво! Втор шут, втор гол, трет шут, трет гол! 3:0 за Билјана. 3:0. Веројатно за екипата на Охрид. И, мајка, И сега дојде редот на Билјана. Да стреля на гол. Да брани! Билјана е голман. Ма не ти се, мајка Ана. Пачичко Васко постојано греши нешто околу Добро, мене. Добро, значи вака. Билјана застана. Јас си реков, сега е да се биде или да не се биде. Да умре вчера, немаше да знам каква врска има Шекспир со ракомедот. Слушајте. Првиот шут, гол. 3:1. Вториот шут, па гол. 3:2. Ау, си реков, сега на вистина нема каде овдека да се бега. На вистина е прашањето да се биде или да не се биде. Шекспир во приказните повтор пат. Васко, ти се молам престане. Билјана тогаш. Не, пред то. Јас вака само. Викнав колку што ме држи гласот. Не давај се, Билјана! Ме чу, нели? Па се разбира. Мајка, зар и таму на стадионот се слуша тоа? Па, слушај, кој слушнува, тој слуша. И тогаш Билјана, како мачка, цап, ја фати топката и така, еве, победивме. Браво, Билјана, браво. Браво. Браво, Билјана, честитам. Браво, сега значи ти со победничкиот пекар право во Охрид. Да. Добро, бе, Злато, кога патуваш ти? По 1 час. По 1 час? Да. Види вака, може ли да тој твој верен навивач да ти го подарам, да си го однесеш во Охрид и таму да ти навива? Мајка Ана е толку мила. Ако те да ти ја подарам? Па ние двете се договоривме кога ќе дојде во Охрид. Значи и така има, нели? И така, Васко, ти секогаш ем тешко, ем последен, разбираш. Ај сега. Јади, Васко. Слушајте, време е веќе да се донесат и колачите. Тања специјално за тебе направи колачи. Само јас треба да се подготвам за да не закаснам за патувањето. Добро, може. Илчо. Инкасантот, тата. Одлично ми реков јас дека тој ми следува мене денес. Ајде, пари. Добро. Каде се парите? Па онаму каде што си ги оставил вчера, каде се? Како каде сум ги оставил? Ги нема. Побарај подобро. Тој ако не е спортска прогноза, холото и да му е пред очи, ништо нема да види. Го нема. Кого инкасантот? Не инкасантот, пликот. Каков сега пак плик? Пликот со парите. Тато, инкасантот се уште не пуштил корења. А од каде знаеш? Па провери. Кој ќе му се извинува сега, ле?
Леле, пари мора да му се платат. Откачи го. Леле, кој ќе го гледа повтор? Објасни му, нека дојде утре или друг пат. Парите. Маја, зошто така ми правиш? Што ти правам? Зошто не си ми кажала дека парите ги потроши? А не сум ги потрошила. А не си ги потрошила? Кој знае колку време не сум купила ништо за себе. Ништо не си купила. Добро, каде се парите? Мајка, зошто ти така ми правиш? Што правам, Васко, пак нешто ти овдека заврзуваш и плеткаш, парите не се кај мене. Не се кајте бе парите. Не се. Не се пари. И не знам каде се. Парите на сонце. Јас имам 5000, ако ти вршат работа, ти ги дам. Каде се парите? Не знам. Васко, те молам, прекини со таа истрага. Парите ги нема, разбираш ли, ги нема парите. Ви велам дека тој претера со читање на кримиш романчиња, тоа ни е веќе познато, а понатаму... Моментално го чита Джеймс Бонд. Видиш, ти да читаш Джеймс Бонд. Парите на сонце, парите, каде се парите? Јас ни викам, оп, ни скокам, парите каде се? Знам дека те интересира каде се парите, но во друга прилика, не сега. Сега! Сега и има да расчистиме. Каде се парите? Парите не ги земала мајка, не си ги земала ти, не ги земал јас, не ги зел Илчо, не ги земала Тања. Кој ги зел? Кој? Да не е она, бре. Тато, знаеш ли што зборуваш? Не, ти знаеш, јас не знам што зборувам, нели? И не знаеш и што правиш. Јас знам што правам, ти подобро да мислиш. Не, вака, не случајно народот си има она поговорка. Ајде, почни сега ти, почни. Па се знае да треба првин да се скокне, а потем да се викне. Јас не скокам, јас прашувам. А бре, то твое, ти кој ќе не посрамотиш пред Ке девојче. те посрамотам. Нема, ни скокање, парите каде се? Скокаш, Не скокам! Парите каде се? Парите ги имаше овде, а сега ги нема. Ви реков дека тој ништо нема да види ако не е од бројките негови. Ето Јана, заминувам. А? Ти беше милочичко, Васко. Да. А ќе ви испретам поштенска картичка од Охрид. Јана, еве, повели еден мал подарок од нас, комплет книги. Благодарам. Хајде, побрзаме, ќе закасни девојчето на автобус. А јас и тато ќе те испратиме на... Да. Ја ќе дојдам, јас. Значи, што поратуваме? Ајде, сите, не испраќај. Ајде.